Почитувани, Зоран Заев и СДСМ продолжуваат да ја злоупотребуваат власта и државата во изборни цели. Зоран Заев е бесрамник кој што нудеше подкуп и го представи господин Вартоломеј, Вселенскиот патриарх, како нечесник кој што зема мито од 100 или 150 илјади евра за носење одлука на Вселенскиот патриарх. Таквиот став и однос на Зоран Заев кон Вселенскиот патриарх имаше можност да ги слушне сета меѓународна заедница, вклучително и господин Вартоломеј. Сега СДСМ и Оливер Спасовски од позиција технички премиер ја злоупотребуваат посетата на Цариградската патријаршија, ја поистоветуваат државата со партијата и бесрамно го носат Зоран Заев од Цариградската патријаршија само и само во изборни цели на СДСМ. Почитувани, поканите за вакви средби не се однесуваат за лични, приватни односи, туку за меѓудржавни, политички, службени прашања. Елементарна неписменост на СДСМ е поканите кон функционерите да ги сметат за лични, а доколку е така, тоа е нов обид на СДСМ со лага да ги изигра граѓаните. Бесрамно, владата го пишува Зоран Заев како дел од владина делегација, иако човекот повеќе не е во владата. Уште побезобразно е што СДСМ злоупотребува владина средба, но ја злоупотребува и Цариградската патријаршија за изборен маркетинг на Зоран Заев. Од тука, владата и Спасовски, а не СДСМ, мора да одговорат што и кого представува Зоран Заев во владина делегација при државна посета, за која владата издава соопштение. Владата и Спасовски, а не СДСМ, мора да одговорат дали Зоран Заев на средбата се однесувал долично, дали се извинил за искажаната понуда или останал на понудата од 100 до 150 илјади евра подкуп за Цариградската патријаршија. Владата и Спасовски, а не СДСМ, мора да одговорат доколку навистина сметаат дека поканата била лична до Зоран Заев. Што барал Оливер Спасовски во својство на премиер и владина делегација на таква лична средба? Владата и Спасовски, а не СДСМ, мора да одговорат дали присуството на Зоран Заев во владина делегација е наметнато со цел лажно представување на Заев во лажно својство. Ви благодарам.